Ќе изтуркаме ли овој месец, е? Ако земеш аванс. Ако дадат. Гледај барем за киријата да има. Овој вампир пак ја покачи. 400 илјадарки за една шупа. Мнозина дограбија станове од работа. А ние? Не јавиме, баба. Ај здраво. Со здравје, домаќине. Пати хртијата. Смрзнав. Пак да не останал негде во дефект, а? Овие доцнат, а она му одземаат за доцнење. Ево го писарот, ќе чкртне нешто и за тоа. А ние ќе го решиме со кревање на 2 прста. Сегаш очекуваш некој друг да ни ги реши проблемите. Да, друг. Дедички овде кајва се потопа. А кој ќе не ги реши, бе, момче, проблемите? Ти и јас? Оној Килав работнички совет или Јован по директорски, а? Мораме сите заедно, како што почнав. Морам. Знам, мораме. Големо клопче заплеткавме, момче. Крајот не му се гледа. Полека, бе, прле! Знам, бе, мајсторе, знам дека не треба да се туркам, ама кој се турка ќе си фати подобро местече, ајди! Опа! Ти дојде умот, невесто! Ама бе, да пукнеш, бре, што мерак ќе беше да ме запишеш? Мерак, бе, мерак. Тупа ти мерак му, ами тоа му е работа, не и самите така сакаме. Сакавме самите, ама кој знаеш што ти вака ни изде. Ај! Добро утро! Здраво! А овој? Би го запишал, големо му е името, не го собира во тефтаро. Не сте го виделе наутро. Секое утро ни отвара фабриката. Ајде, Есно му е нему. Не го чека тој нашиот автобус. Дојди ми се со службена кола. Ај, добро утро. Ај, добро. Да видиме каков ќе ни биде денот. Ја качивме нормата, ама како ќе ја исполниме со оние старуди и појди запри. Со страво дали ќе има доволно материјал. Така е. Зависиме од добриот сосед, а девизи треба да се заработат. Странскиот пазар е како тврдина. Што сте запнале пак тие со тие девизи? Белки Микајнас ќе се најдат купувачи. Господата од странство ефтино купуваат, а скапо продаваат. И при тоа имаат многу прецизни рокови за испорака. Не се само тие, и поблиските прават така. Што е проблемот? Девизи? Јас имам девизи. И така? Ама в банка, се ги чувам за наодмор. Добро, директоре. Стоп, каде ти? Каде? Ќе го оставам внатре да ми биде пред очи. Крадот мангупите, слушат. Не може! Назад, враќај се, Назад, а оној локомот го пуштивте, Му се плашите, само неговата работа... Што мислиш дека си готвеа своето? Па си готвеа! Ама уште смрди низ дворот. Суспендирање. Само неговата работа ќе излезе поголема. Море, што мислиш дека тој ќе им седи со скрстени раце? Не види наивен, Јовко! Ајде! Ајде, Легувај. Благодарам. Внатре има поголеми арами. Ти се знаеш. Опа. Добро утро. Како сте? Добро утро, другари. Добро утро. Отвори ги очите, Баго, вие во канцеларии не само лежите, ништо не работите. Ќе се разбудат кога ќе им рикне сирената од погоните. А ти спортиста, секој ден те гледам како го прескакаш телот. А ти само то работиш, друга работа немаш. Ме гледаш мене, а таксиметарот ти чука.
А кој ви ги пресметува бодовите, а? Како компјутер сум. Многу го качивте бодот, му ебавте мајката, цели 8%, и тоа линеарно. Кој има пак да има. Да, ние ќе добиеме колку залебле бија. Ако не ви се допаѓа, жалете се. Знаете каде. Кому вре да се жалиме? Како кому е, во она сандачено за жалби го гледаш? Она бе што го серат главите ондека. Ајде, Ренкове. Ајде, невести, побрзо, момце. Ајде, ставо. Ајде, невести, ајде, златни сестри, побрзо, момце, рекол. Што е ова денеска? Збориш, бре, секунди. Ноќеска изгледа имало длаво корајне, а? Не сте ми некако орни за работа денеска. Море Трајане, прибери си ги рацете. Ајде, невести, ајде. Барем девојчињата остави ги намира. Кумо, знаеш како е душа сака. Маш. А и со жени работа. Ајде, ајде. Ајде, побрзо, момце. Ајде. Доста, бре, доста си се разлика. Немој ти доста, чео. Букала зола. Вие гостите мене би трија солна глава. Ајде, побрзо. Напредуваш ли, Гулавче? Се трудам, Чичко Бимбо. Слушай, ако имаш некој проблем, само кажи ми. Ти благодарам, Чичко Бимбо. Чичко Бимбо. Не сум јас Чичко Бимбо. Јас сум другар Бимбо или само Бимбо за блиските. Слушај. Бимбо! Чекај малку. Чекам те. Она од вчера е средено. Ти пиша полни 8 часа. Сега си ти наред. Знам. Другар Бимбо, само... Многу мина ми се додворуваат. Знам дека ти се додворуваат. Пуште ги ти нив, што знаат тие, проста маса. Дај ми предност мене, нема да зажалиш, ке видиш. Па... Нема да зажалиш. Бимбо, бре! Ти дојдам, почекај малку. Се вратам. Што е? Како што е? Дојди видиш што е. Опа, види, уште рано изфрламе чкарт, нели? На она новата. Со педа шминка, пак и гледаш низ прсти. Низиниот шкарт, тебе ќе ти го запишам, да знаеш. Животот ми го сгорче, помагај, ајде. Треба да ги завршам кошулите. Вака да ги завршиш? А? Пак сакаш да ни ги вратат, то ли сакаш? Се знае чии кошули вратја. Што е ова? Ова не чини ништо, ова е злотпат, ова е се за отпад! Ова после ми е мала платата, после нема поли, нели? Ровија те отепала, ровија да би те отепала. Значи, јас ја запусти фабриката, а ти ја дочува, а? Ајде, доста, не викај, работи го, работи! Ето, добија услови, не. За ова има да се чуе. Каде? Чекај, каде? Жени, видовте ли жени? Видовте ли како се нафрли врз мене без причина? Не е срам, жена во години. И што си мисли та? Па јас сум овде дојден да контролирам по ѓаволите. Па и мене некој ме контролира. Нормално. И не може тоа така. Старава има да лета од работа и толку. Што полека? Бимбо, полека. Кој си па ти да делиш откази, бре? Еве и јас не работам, ајде. Зошто ти да не работиш? Ајде седи работи. Чекајте, полека да се смириме. Да, ќе се разбереме полека. Како ќе се разбереме? Како ќе се разбереме кога ти сркаш од друга чинија? Чекајте, другарки, па јас не мислев така. Не мислеше, а како мислеше другар Бимбо? Така се зборувало за својот предпоставен. Знаеш, тој пат ке те одведе преку многу кревети. Секој се снаоѓа како што умее. Тргни се, ми пречиш во работата. Полека, Златна, Бимбо ке ти ја заврши работава, немој да се брзаш. Што мислеше, бе, Бимбо? Да не научиш како се шие? Еве, седни на машината. Ајде, доста, што има јас тука, што дојдам да се расправам? Ајде, доста, после ќе дојдам да видам што сте направиле. После ќе дојдам да видам. Ајде, секој на својата работа. Ајде. Сега време за состаноци. Секој на својата машина. Треба добро да се запне. Да се запне треба, а не вата. Тишина. Не е сега време за пауза. Ама работиме ние целата. Секој на своето работно место. Ајде. Тишина. Ајде. Ајде вие таму.
Ajde! Ajde! Uključuvajte ги машините! Ajde! Ajde, odi, ostavi. Ajde, drugarki! Drugarki, ajde, sekle Kako ne znate koji? Kako ne znate koja su ispisivena? Ne znaš neko da pojde da je sobne pasi, jel? Ne znate što se je? Znaš neko i neka odim da... Da. Dajte. Sve ne vidim. Ne. Pasi, jedna boja, vedeš da prestane. Прав забележав. Гледам нешто се мати. Одма ми беше јасно. Дури после слушнавте сите вие. Носете ми се пресекот. Како грмна вака наеднаш. Што е, што си изнал? Сега ќе најдеш време да ми го чуеш гласот. Што е бе да не изби пожар? Па што, ете им работа на оние горе. Не знаеа да спречат, сега нека лечат. Ова е глупост. Да се губат драгоцени работни часови. Како почне? Не знам ни како ќе заврши. Само да ти кажам, одамна не пукнало овака. Нешто има да се скрши. Море, нека се скрши, бе. Нека се скрши. Вршчи глави, бре, будали. Пак врзнашите. Врзнашите. Море. Слеговте меѓу работничката класа, а? Абе, види, ако не фрчат разбоите, нема плата за нас, така? Ама нема ни за вас, не! Што си се развикал? Врзи си го јазикот, бе, мнозина зинале, ама останале зина. Абе, ајде, фарса, ајде. Минувај, не продавај, мајде.
Što je, be? Što je, be, što mi možeš, ej? Budeš da mi se fatiš za srednje bubre. Ovo je nenormalno. Ajde. Ajde, nemoj nenormalno. Ajde, nemoj glebeć. Ne se sili da je dobra. Ne volite ga, rabota. Će mi drži predavati. Dobro, i zašto se ovo? Причината е личен конфликт. Бимбо и Стефка, нешто околу кошулите. Па нема вас. Ти го кажале само поводот. Причините се подлабоки. А каде е директорот? Поеде наваму, но се врати, не се чувствува добро. Ако ме прашате мене, треба да се викне милиција. Не те прашуваме, милиција викај дома. Лупак. Против кого? Мајката, кај ти се луѓево? Денес никој не мисли на јадење. Имаат поважна работа. Ајде, Мориснао, каква важна работа? Кај има поважна работа од јадењево? Грашок. Тури ми една-два бокачинија. Нема. Никој не вели дека е лесно во производството. Добро знаете дека сме зависни од репроматеријали, суровини, курсни разлики, кредити, рокови, партнери, пласмани. Чекај, кој ќе ми објасни ама едноставно? Само без индекс 2 и просек 4 и слични трици. Една работничка, да кажеме, денес ке сошие 20 кошели. Тие на пазарот се продаваат ношто скапо, така ли е? А таа работничка што ќе добие? Никаква дневница. А мајка му стара, каде се топа толку средства? Јас ќе ти кажам. Има многу чешмичиња што се слеваат во разни джебови. Ви се молам, финансиското работење сега е во моја надлежност. Зошто не добиваме К-15? Еве трета година поред. Штедат, барем да изградя некоја барака за одмора, тие ништо. Никако не ви текнува. Ами другарите си летуваат в хотел, зашто им е барака? Ти, Јовко, си станал како баба. Забораваш како ни беше на почетокот ти. Никој не прашуваше дали товарот е потежок од грбот. Ама и платите тогаш беа некако слични. Сега многу ни е летна напред. Другари, мислам дека се ова доаѓа поради лошата внатрешна организација. Ти само мисли, а јас ти велам дека на ваков начин можеме да заглавиме до гуша. Втор пат ме прекина, ќе помислам дека е намерно. Сепак, она што имам да го кажам, ќе го кажам. Каде? Во фабричкиот весник. Весникот не е твоја собственост, Петре. Не е ни твоја собственост, беде директор. Добро. Ќе разговараме во канцеларијата на главниот. Дојди па ќе видиш. Ако не задоцнеш, ќе имаш материјал за ексклузивен напис. Моје беше да ти се реванширам. Понатаму, снајди се сам. Од мене толку. Тапкаме во место, другари. Јас мислам, работничкиот совет подитно да свика вонредна седница, се разбира во проширен состав и со учество на представници од сите општествено-политички организации. Не е време сега да стануваш ударник. Додена сум овде да работам и ќе работам. А солидарноста? Стефка ти е најдобра пријателка. Да, ние се согласуваме во многу работи, но тоа не значи дека треба да ја следам во чекор. А другите? Види, оваа фабрика многу работи не се во ред. Па да ги средиме, но не вака. Се сеќаваш ли на оној состанок? Такви средбени требаат. Ајде, стани, придружи се на другите. Ќе ти се наутат, ќе те замразат. Што можам, некои луѓе не ги сакаме, но ги почитуваме. Ми пречиш за нормата, друга референт. На чија страна си ти? Може би на погрешната.
Радице нарачи кафе. Во мензата не работат, другар директор. Знајди се, Радице. Ќе се фати за работа круме. Бати, глушецот ми извади од памет. Кој ветер те донесе на мама? Го барам местор Најден. Го бараш местор Најден, а? А тебе те бара директорот. За сирената. Жити, мајка? Жими здравје, бе. Види сега... како баш сега ти треба местор Најден, мајка? Абе, фати една машина во мојот погон да поправи и... Кажи, вистина или... Абе, жими здравје, ба ти реков. Добро, слушај, би можел ти да дојдеш да ја поправиш. Не. Ти си подобар мајстор и од... Не, благодарам. Остај ти таа работа. Со мајстор Најден ќе се видиш на работничкиот совет. Ај, мајката. Слушај, ќе дојдам јас подоцна, нешто несумарен. Ај... Бегаш, курва, а? Бегаш. Здраво, Рајце. Вариш кафе, а? Ако. Слушај, абе, многу нешто се крене оние од погоните, а? Ама ќе ги скротиме. Ќе си легнат на брашното, ќе видиш. Бимбо, директорот те чека долу на совет. Знам. Оре, се ми се чини дека сето ова ќе падне врз мојата глава. Ајде, другари. Кој се јавува за збор? Јас, другари, што се да кажам? Ние овдека сите замолкнавме, а надвор се уште вреват. Другари, ми требат конкретни предлози. Другари, јас се срамам од ова што ни се случи. По се. Па добро, мајката, каде греши? Сега е најважно да се вратиме на работа. Секој од нас, ако разубеди по 5 души, ќе биде доволно за почеток. А што да им кажеме? Дека од утре ќе тече мед и млеко? Ќе ви кажеме вистината. Виновниците што го замеси ова да бидат именувани и казнети. И што гледаш во мене, Најдене? Не ти го Бимбо? Што Бимбо? Што Бимбо? Јас си имам сведоци во погонот.
Ете, прашате го Трајан, тој знае. Јас ништо не знам. Што рече? Бимбо реков дека јас ништо не знам. Како ништо не знаеш, Трајане? Како ништо не знаеш? А жените да ги штипка знаеш, нели? Да. А ти работи главата, па не мора секој со нас да... Виши да ми се молам, тоа не е една дневна. Молам, другари, да бидеме сериозни. Ве молам. Имаме поважни работи. Најден има право. Ни требаат конкретни предлози. Што ќе им понудиме на другарите од ова место? Ветувања, награди, казни или се заедно? А ти зашто си? Јас сум за казни. Наградите ќе дојдат сами по себе. Со работата, другари. Да ги казниме директните виновници. Ништо полесно од тоа. Но дали со тоа ќе ги решиме сите проблеми на фабриката? Не верувам. Многу мина ќе останат во заветнина и негибнати. Не можеме со таа вистина и срамота да излеземе пред луѓето. Не, другари. Секој мора да го понесе својот товар од одговорноста. Како вратарот, така и директорот. Како што секој сака на први да земе поголема плата. За една таква акција потребни се поголеми промени. Другари, ние ја управуваме оваа фабрика. Тогаш да видиме што е тоа што не чини. Ако не се добри актите, да напишеме нови. Или да ги смениме луѓето што лошо ги спроведуваат. Сега што и мисли добро на оваа фабрика, ќе гласа за мојот предлог. Јас гласам за предлогот за Петре. Само овде, сега, мораме да кажеме кој ќе го стори тоа. Директорот? Работничкиот совет? Специјална комисија или некој трет? Другари, ние не се покажавме никако работници и никако самоуправувачи. Па ако не знаеме да ја водиме оваа фабрика, да побараме принудна управа. Каде го научиваме? На твојот факултет? А ние те гледаш, учевме по погоните. Оние што беа малодушни сами отпадна. А ние, што останавме, сме доволно силни. Додека носам оваа работничка блуза, нема да дозволам во нашава фабрика принудна управа. Така е. Запишете и запомнете. Така е, најде. Добро. И се молам, Гори Потипко. Тоа се предложи, не е наше... Кафето, дојде кафето. Ајде таму на другарите од раководството, нека се почестат тие. Ајде го кафето таму. Таму, по две им дајте. Ликсер, ние се изедовме за судбината на фабрикава, а тој почнува кавга за едно кафе. Дајте му, дајте му. Отвори се, нека се отвори. Јас како директор имам право на конкретна прозивка. Јас, другари, искрено да ви кажам, не очекував дека вака ќе пламне од една ситница. Она што за тебе е ситница, некому многу значи. Имам овде изјави од повеќе работнички. Твојот однос кон Стефка бил посебен. Зошто? Па, тај сврла шкарта, другар директор. Еве, Чкар. Да, чкар. После 28 години работа, таја не знае да повлече правилен шав. Тоа ли го тврдиш, а? Не, ама... Стара е, другар директор. Чекайте да се доискажат, другари. Стара и се тресат прстите и еве пред 10 дена близко до неја сме Стефанета, млада приправничка. Вибра и летаат прстите. Како работи? Да се доискажам, јас никого не прекинувам. Самавам. А Стефка, знаеме сите, е завидлива. И што сега? Слушај, Бимбо, ќе дадам предлог да те распоредат во екипата за одржување на машините. Рамо до рамо со онај Дренко, онај паразитот. Мене? Жали се. Жали се. Ај. Добро. Повикај ги оние твои бројни пријатели на кои секоја година им делиш скапи подароци. Ќе го видиме ние и тоа. Каде? Каде? Што каде, бе? Кај што ми даде? Што? Абе, ти си единствениот што ми бегаш низ врата.
Каде ќе диш, а? Ајде бе, чонам да му купам бурек на мајсторот. Заебаваш. Ми се може, бе, брат, ми се може, не. Имам цел кочан белешки за боледување, не. Добро. Што знаеш, ајде. Не можеме да дозволим. Ви се молам, немојте. Сега не е момент да правите репортаж. Може би наредниот месец. Значи, директорот е зафатен, нема да ме прими, а и не дозволува било кој да дава неодговорни информации во негово отсутство. Кај вас нешто врие? Не јавија по телефон. Кој? Па, тој што ме поканил сигурно има своје име и презиме, нели? Тоа е професионална тајна. Да. Најпосле јас сум тој што треба да прашува, нели? Видете, јас овде ја представам дирекцијата. Да. Зошто не дојдете, да речеме, во ноември? Еве, тога славиме 35 годишница од постоењето на фабриката. Зид. Секој си ги крие своите валканици. А така, значи, ние самите ќе ви јавиме доколку има нешто интересно за јавноста. Дојдување. Знам. И ме боли главата поради таквите големи работни поведи. Ете, сега можеш да биде задоволна, ке ме сменат. Сам си го бараше. Добро, да речеме дека малку претерав, ама и тебе ти е подолг јазикот. Секој си се брани себе си. Добро, тетка Стефке, ајде да не бидеме деца. Не. Јас одамна не сум. Ти се однесуваш како да си ги слекол вчера кусите панталони. Добро, ајде. Еве, ти се извинувам, мислам, ти нудам помирување. Се ракувам само со пријатели. Па добро, што сакаш? Добро, што сакаш? Сакаш да ти клекнам на коленици, тоа ли го сакаш? Како не сваќаш, брз човеку? Јас и ти веќе воопшто не сме важни. Други проблеми испливаа на површината. Ајде, оди си. Оди си. Ми го реметиш миро. Да. Добро. Бимбо? Па? Не ви оди баш најдобро. Не знам што е другар Киро. Не знам што име на луѓе во сите збеснале до еден. На оној прв состанок сите се настрвивте на мене. Добро. Јас сум под суспензија, под срамна истрага. Но што станува во меѓувреме? Во фабрикава пак нешто смрди, нели? Смрди. И заклучок? Не чини другиот дел од раководството. Или низ практичен пример кажано, директорот Јован треба да си поднесе оставка, нели? А тој нема намера. А што ќе се случи ако работниците ја побараат неговата оставка? Не знам, другар Киро. Не знам. Треба само некој да ги подсети кои се нивните права. Јас? Зошто јас, другар Киро? А зошто не? Оштетениот има право да бара сатисфакција, морална и секаква. Ние двајцата сме оштетени. Ако се здружиме, би вредало да се обидеме. Бимбо, секој е заменлив. Треба само да се действува во вистинското време. Разберемо, тоа ќе одекне секако, но одекот се шири во сите правци и во несаканите. Ефтина сензација, перем прст во себе, ете тоа ќе излезе од твојот напис. И зошто, како во другите колективи да цветаат ружи?
Искуството одамна ви го признав. Ви недостасува само нерв за луцидни ситуации. Малку повеќе храброст да одите до крај. Немојте, мола. А болно е кога ќе те разочара оној во кого веруваш. Постапувам како што чувствувам. Тој напис ке се печати во нашиот вестник, го знам веќе и насловот. Кој си игра со самоуправувањето? Сега кога работите се смируваат, глупо е да се четка во они. И ти беше присутен кога се договаравме. Не ние и работниците туку. Сите заедно како другари што јадеме ист леп од една иста маса. Донесовме смерници за надминување на таа состојба. Пишува за нив. Можете да го заплените целиот тираж. Ниеден примерок да не излезе од дворишната врата. Не се служам со такви средства, не. Нека прочитаат сите. Вам ќе ви накалемат принудна управа. Размисли и за тоа. Водиш како претепан. Да не дискутирате горе со тупаници, а? Но ти залудно трчаш. Нема повредени. Еле, навреме ги залечивме. Ги праќаме на бањи, на бесплатно закрепнување и слични глупости. Уште вртиш истата плоча, не ода таму со твои пари. Ако. И Стевка пративме во бања. А ваму се јавува како водач, рани куче да те лае. Домозената овца, од неја се прави пасторма. Што се дереш, бе, бат ти го едарот? Слушај, чиновниците денеска се помали од козија барбушка, бе. Ај ти прескокнувај го телот и чувај дома пилиња. Прибери си ги нервите, бе, што се нервираш, бе. Биди мирен малку. Ти ќе леташ со првата група за отпуштање. Сега се прави тој список на одвишни луѓе. Аман, бре. Да. Пак да не те избрале во некоја комисија да палиш и да гаснеш. Член сум на комисијата за нова систематизација. Тоа предмет често се вртка на нашите состаноци. Не е лошо да имаш еден глас повеќе. Како? Така. Ти имаш фарма? Имам. А јас сум обичен смртник. Обичен потрошувач што купува се. Јасно? Се разбрахме, бе. Добро. Само првин ќе треба да се покажеш да видам докаде ти досега мојшта. Првиот потек е твој. Да видам дали ти е квалитетно производството. Колку си дареш ми? Разбереш? А живеем? Добро. Нема грешка, ќе си помогнеме, бе, наши сме. Не ќе се караме како оние будали за 1.000. Па што сакате, бре, жени? Се лутевме, лутината ни помина. Ајде сега малце да поработиме. Ајде. Морејовко, ти ветија лижалче, а? Може би тајно ќе му ја покачат платата. Трпат машините, луѓе, производството стои. На први ќе ни поделат празни пликови, празни. Доставеше жени, јас се враќам крај машината. О, ти го занеси ова тесто, сега се повлекуваш. Сесташ и Стевке. Слушај, јас отидов в дирекција да се жалам. Не почнав и не водев никаков прекин. Разбра? Права е Стевка. Ајде. Данас се уште работи крај машината, а тоа ме збунува. Ајде. Ма ние добро се разбираме, Добро, ајде. само... Ајде, жени, ајде, другарки, ајде. Ни пречи оваа тишина. Научен сум да ми штрекаат машините, ајде. Ви кажав, ќе се превземат цврсти мерки за подобрување. А водот ќе порасне за цели 20%. Ајде, ајде поверете на работа. Трајна гудрија по прсти, а и Бимбо ќе надокнади штетата. Ајде, другарки, ајде, седнете, другарки. Ајде и вие тамо. А сега, жени, ајде ние барем да извадиме половина норма за денеска, а? И ви реков, лично директорот Јован ја води оваа акција, а неговиот збор не е за фрлање. Ајде да ги пуштаме машините. Ајде, жени. Андре, ова е канцеларија, а не ВЦ. Тропе на вратата. Чудо, другар Гордан. Сите се вратија на работа.
Pa jedinstveno taka može da se vratite. Sami, bez prinuda. A dobro, jaz što napravim s ovaj? Pun spisok na site učesnici. Koji što reče, koji kogo opcu, sve. Bez figo arhivata. Ne saka da go zavedat, a ovo se važni dokumenti, ne li? V sušnost će ti treba samo jedan list. Da napišeš izjava. Dobro, koji te ovlasti da je kućiš fabričkata Sirena? Budala nad budalite! Ova ne je cirkuski šator! To je moj služben stav. A privatniят? To je toliko hitno. Da ne se Stepao nije gore, a? A direktoratu Jovan pak mu se slošilo. Srceto. Ne gasi go motorot. Treba v bolnicu. Pobrzo, ker je otide čovjekot. Ajde, pa da se vidime povrgu na rabota. Gajre. Ne grižete se. Sve će biti gore. Prijetno, direktor. Ja. Ne isplaši si te. Golema работа. Един ръководител по-малко. Te znam su godini sekuješ si bil čoveče. Kako ste, direktore? Най-лошо за мина. Има живот. Ке закрепнете па назад во фабриката. Уште многу битки ќе водиме заедно. Не верувам, Петре. Како ми речи завчера, нека немам нерв за некои работи. Размислував за тоа. Не ме прегазило времето, не. Едноставно, новите односи параат нови луѓе. Ќе одам во пенсија. Нема да ви дозволиме. Можете и без мене. Само продолжете така. Без компромиси. Право ти е гадна работа. Ако не го чистиш на време, се талори. Почва да гуши. Mi je žao. Тој ќе се врати во фабриката. Не може без нея. Не. Овој пат моето решение е конечно. Kako se čustvujete? Podobro? Podobro. Samo da vidim. Na vistina je podobro.